Со овации струмичката публика го поздрави документарниот филм Трн на Столе Ангелов и Никола Пијанманов во продукција на Сдруженијето за култура Транзен. Филмот го прикажува актерот Стојан Велков Трн и неговиот живот како актер, семеен човек, но и како граѓански активист. Ние сме продуценти на документарниот филм Трн. Инаку овој документарен филм произлезе од институционалниот грант Civica Mobilitas на Швајцарската агенција за развој и соработка, каде што акцент е јакнење на граѓанскиот сектор и оттаму една од целите е всушност граѓанскиот активизам. Во самиот проект имавме на идеја да снимеме некој филм кој ќе го прикаже граѓанскиот активизам и волонтеризам и во разговор со Никола, кој што е уметнички директор на Сдруженијето, знаеш, он ми рече, кога му реков една од активностите ни е баш тоа, и он ми рече, па тоа е Трн. Значи, така дојдовме до идеја, тоа е вистинскиот лик како да прикажеме еден граѓански активизам. Како што рековте, ние долго време соработуваме со овој актер, уште од самите почетоци зародиши на нашето здружение, нашиот прв грант кога го добивме за развој на културата во рурални средини, тој тогаш започна да соработува со нас. И всушност во филмот од една страна го покажуваме тој волонтеризам, а од друга страна го покажуваме тој активизам. И овие и плюс човечноста на еден лик кој што се преобразува во самиот филм, сега да не откривам детали, тоа ќе го видите, и на тој начин го покажуваме тој активизам. Сепак Трн е заеднички проект и затоа би сакал да кажам дека покрај разновидната символика која е проткаена низ сцените на Трн во себе носи една универзална и чиста порака, а тоа е дека секој човек има право на слобода и секој човек е должен да се бори да ја обезбеди таа слобода за идните генерации. Во тимот со работници се и режисерот Дејан Ангелов и актерот Саше Урдовски, а се појавуваат и децата на актерот Велков и Сидора и Василий. Музиката е на Ставре Ангелаков, кој вели дека голем дел од музичките парчиња се компонирани за представата Каин. Најмногу влезе музика од театарската представа Бунтот на Каин. Значи тоа беше веќе, да речеме, тие беа готови парчиња кои специјално ги пренаменивме за да бидат на филм. Така да не беше ништо ново, да речеме, компонирано. Секако имаше некои мали интервенции, но ништо особено. Повеќе се концентрирав на самиот дизајн на звук за филмот и тоа ми одзеде, да речеме, поголем дел енергија. Во тоа спаѓаат секако инспиративно. Знаете, некои чекори или такви ствари, знаете, како фоули. Тоа се вика фоули, таа уметност. И тоа за прв пат го работев во животот и така беше интересно, инспиративно, креативно. Проекцијата на филмот привлече голем број посетители, а организаторите најавија и втора премиера во следниот период поради голем интерес.